председателе, почитувани колеги пратеници, заедно со колегите Зоран Коцевски, Тониаревски и Игор Здравковски, го предлагаме овој предлог закон за измена во законот за шумите. И сега точно, бидејќи овој предлог закон, за разлика од другите, го има и се отвара, што се гледа дека системот е сарма тука во собранието. Можам да го образложам подобро, бидејќи истиот го имаат и другите колеги и може да имаат увид во тоа што ќе го зборам. Во законот за шумите се уредуваат планирањето, управувањето, стопанисувањето, одледувањето, заштитата и користењето, чувањето на шумите како природно богатство и шумското земјиште, правото и обврските на користењето на шумите, финансирањето, како и други прашања од значење за шумите и шумското земјиште по принципот на биолошка, економска, социјална и еколошка прифатливост. Сите добро знаеме дека шумите се природно и национално богатство, кои што се од општ интерес и добробит за државата и за граѓаните и треба да имаат посебна заштита. Со предложениот закон, каде што нудиме одредени измени на законот за шумите, се допрецизираат објектите кои што не можат да се градат во шумите, како и продолжувањето на рокот за добивање на согласност од 30 на 45 дена и по претходно добиено мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање. Затоа што цениме дека кога станува збор за шумите како национално богатство, би требало Министерството за животна средина исто така да има увид и да дава одредена согласност за одредени, би рекол, девијации кои што се случуваат. Кои се точно, да кажем, измените во членот 1, односно во самиот актуелен закон тоа би бил членот 46. Членот 46 би се менувал и би гласел, став 1, во шума не може да се градат објекти, приватни живеалишта, викендици и да се изведуваат други работи, освен оние кои што се во функција на унапредување на шумите и дивечот, во согласно со планските документи во шумарството и ловството, како и објекти од јавен интерес, утврдени со закон и објекти наменети за потребите на одбраната. Зошто ова го напоменуваме? Како резултат на истражувачкото новинарство во изминативе неколку месеци, бевме сведоци на два национални паркови, Националниот парк Маврово и Националниот парк Шарпланина, каде што гледаме дека биле изградени викендици и приватни живеалишта на одредени граѓани, кои што имаат високи функции, влијателни позиции и сметаме дека да изградиш викендичка во национален парк, тоа е како насреде Охридско езеро да подигнеш некоја платформа и да завземеш површина и да кажеш дека е твоја. Затоа сметаме дека треба законот да биде во поднос на вакви прекршувања, кои што се однесуваат на шумите и особено на националните паркови, треба да биде построг и во тој дел при изготвувањето на техничката документација за изградба на објекти од јавен интерес, инвеститорот да биде должен да поднесе барање за добивање на согласност од органот на државната управа, надлежен за работите кои што се во рамките на шумарството. Органот на државната управа, надлежен за работите од областа на шумарството, оваа согласност да може да издаде во рокот 45 дена, не како што беше до сега во рокот 30 дена, од денот на поднесувањето на барањето, но по претходно добиено мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање. Зошто сметаме дека треба да биде вклучено и Министерството за животна средина и просторно планирање? Затоа што очигледно е дека националните паркови, односно нивните раководни органи, во овој случај ги замижале очите за време на изградбата на неколку викендички од страна на влијателни државни функционери и влијателни функционери од извршната власт. Вака кога ќе се вклучи Министерството за животна средина, тоа е уште еден контролен механизам и се надеваме дека на таков начин ќе се минимизира
а со цел и да се анулира целосно градењето на приватни викендички во шумите во национални паркови. За изградба на објекти во шума на корисникот му се наплаќа надоместок во висина од вредноста за пошумување на површината, колку што изнесува површината која е предвидена за градба на објектот, дрвната маса и изгубениот прираст и општо корисните функции. За утврдување на штетите настанати со градба на вакви објекти во шума се плаќа надоместок во висина од вредноста на утврдената штета согласно членот 60 од овој закон. И затоа сметаме дека овој закон ќе може, посебно очекувам пратениците од ДУИ, вие сте зелена партија и ние ја почитуваме таа агенда и сигурно дека шумите ги сметате за едно природно богатство и во таа зелена агенда сигурно давате голем приоритет и на националните паркови Маврово и националниот парк Шар-планина и очекувам зелените пратеници од ДУИ да го поддржат овој предлог за измени во законот на шумите, за да не може кој ќе стигне да гради одредени викендички и потоа надлежните, да кажем, во националните паркови да замежуваат пред ваквите девијации и со самото тоа да биде нарушена нарушен природниот баланс во националните паркови, но и не само тоа, туку да се даде еден лош пример за тоа како се третира животната средина и како се третираат шумите како државно и национално богатство во Република Македонија. Се разбира дека овие, би рекол, измените не само што можат да ги санираат досегашните, условно кажано, грешки или направени вакви пропусти и каде што би требало да има одговорност, но мислам дека и измените можат да помогнат за во иднина да не се повторуваат вакви случаи, за да било кој граѓанин на државата да не се дрзнува во шуми да гради приватни објекти или викендички, без разлика дали има некаква позиција во државата или дали некој близок негов е влијателен функционер во државната или во законодавната власт. И сметам дека со тоа ќе се даде пример кога зборуваме и за Европската унија и за извештајот на Европската комисија. Таму имаш исто така одредени забелешки кои што се однесуваа на животната средина и сметам дека животната средина не може никој повеќе да ни ја почитува или да ни ја цени од Брисел или од Европската комисија, доколку сами не си ја цениме животната средина, а тука шумите се еден, би рекол, нераскинлив составен дел на таа животна средина и ќе може на ваков начин да се упати еден, би рекол, по-сериозен сигнал кон сите оние субјекти во Европскиот парламент и во Европската комисија на кои што агендата за животната средина име високо во нивните политички приоритети и нивниот однос со еден ваков позитивен сигнал да биде и позитивен кон Република Македонија како кандидат за членство во Европската унија. Затоа ценам дека потребата од овие измени, кои што не се воопшто ниту големи, ниту обемни, може да си дозволи ова собрание да ги донесе и да даде еден скромен придонес во сегашното, но и идното зачувување и заштита на шумите како природно богатство во државата, а со самото тоа да даде, би рекол, пример и на сите останати чинители, особено оние кои што се активни во Министерството за животна средина и просторно планирање, дека во иднина и тие би биле вклучени како дополнителна институција за да можат да го дадат својот придонес во заштитата на шумите, бидејќи досегашниот концепт, каде што надлежноста имале само националните паркови, се покажа како неефикасен и гледаме дека има злоупотреби од високи функционери или од влијателни личности во државата. Благодарам многу.